При тоа, значи, мерката е дека за потребите на инвестициите на микро, малите и средните компании се обезбедува и тоа за средните компании 60% од нивната инвестиција е грантот и 40% тие треба да учествуваат со сопствени средства, а додека за малите и микрокомпании оваа поддршка е поголема, со цел да нагласиме дека сакаме истите да ги развиеме, таму 70% ќе биде грант, а 30% ќе бидат нивни средства. Меѓутоа и во едниот и во другиот дел или група на компании, максималната поддршка е 20 милиони денари или 350.000 евра, ако сакаме во евра да ги изразиме. Огласот е од 30 март до 15 мај. Јас сакам да ги охрабрам сите, значи, компании во нашата држава кои што имаат намера да инвестираат, да партиципираат. Ние ќе бидеме среќни и задоволни доколку има повеќе апликации, бидејќи таквите повеќе апликации ќе дадат можност, значи, да избереме најдобри проекти, да бидат поддржани на вистина најдобрите проекти. Кога сме веќе кај селекцијата на проектите, селекцијата се прави на две нивоа. Прво се прави од домашни експерти кои што се во 22 области од економијата, а после тоа, значи, откако ќе се направи првичната селекција, се прави селекција од 5 странски експерти кои што се одобрени од Светска банка, кои што прават дефинитивна селекција на компаниите, односно проектите, согласно неколку критериуми кои што се надевам покасно директорот на фондот ќе ги објасни. При аплицирањето, значи заедно со пакетот апликација, буџет, дел од другите работи кои што ги има сега да не ги тековна состојба, централен регистар и така натаму, секој апликант без исклучок доставува изјава со која што декларира дали има или не во сопственичката структура носител на јавна функција. Во случај да има, значи апликациите не се дисквалификува, бидејќи пуставоците се еднакви, имаат право да пристапат кон аплицирање. Доколку има, се пристапува, имаме развиено посебен протокол за проценка на ризик, кој што го развивме со работа со Транспарентност Македонија. Имаше јавна презентација за тоа, некаде октомври-ноември минатата година. Значи, се подготвува проценка на ризик од бизнис аспект. Што значи тоа? Од аспект на тоа за самата компанија апликант, колку имањето на носител на јавна функција во сопственичката структура може би помогнало до сега да изградат профил како што имаат и колку тоа евентуално од бизнис аспект би имало влијание врз реализацијата на проектот понатаму, што се изготвува проценка на ризик со одредено рангирање, кое што повторно го изработуваат стручни лица од Транспарентност Македонија и кое што се приложува кон самото досие за проектот како иде во фаза на предселекција и за селекција. Тоа значи дека сите оние надворешни стручни лица во фаза на предселекција, односно странските експерти во фаза на селекција, при одлучување имаат во предвид и проценката на ризик. Доколку проценката на ризик покажува висок ризик, голема е веројатноста проектот да не биде